Мерката есенска кошница со која беше ограничена бруто профитната маржа во трговијата на мало и големо на 73 производи до 10% завршува денес. Министерството за економија не очекува ценовен шок бидејќи не постои економска оправданост цените да бидат покачени од утре. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски повика на одговорно однесување од страна на трговците, а доколку се забележи неоправдан пораст на цените, ќе се искористат сите расположливи мерки вклучувајќи инспекции и казни од пазарна. Имаме намалување на енергенсите, намалување на транспортните трошоци, дел од сировините, производниот процес нормално чим се намалуваат енергенсите има и одредени поевтинување во самиот производен процес на самите производи и достава на производите до маркетите. Не гледам причина да има некои драстични зголемувања. Меѓутоа, ако видиме дека има економска нелогика во однос на цените на истите овие производи во наредниот период, ќе ги употребиме сите расположливи мерки, вклучувајќи го и државниот пазарен инспекторат и нови мерки кои ќе ги спроведеме, а ќе бидат доста поригорозни. Мерката ги дала очекуваните резултати бидејќи целта била да се стабилизираат цените. Ристевски вели дека цените паднале во просек за 5 до 10%. Во однос на податоците од ССМ дека минималната синдикална кошница за октомври е за 57 денари помалку од во септември, Ристевски посочува дека во есенската кошница се вклучени повеќе производи од во синдикалната и за штедата во домаќинствата е околу 20 евра. Се подготвува и новогодишна кошница која ќе биде поразлична од есенската. За сега не се откриваат детали, но според најавите измените ќе бидат во насока на заштита на потрошувачите. Спрема синдикалната потрошувачка кошничка, заштедени се на 43 производи кои беа фатени во мерката, околу 965 денари или 1000 денари. Меѓутоа, бидејќи ние имаме опфатено 73 производи, значи дополнителни 30 производи, просекот по фамилија некаде за штедата од 1200 до 1500 денари. Инаку на сила и законот за нефер трговски практики, договорите со маркетите се веќе подпишани и сега е период на мониторинг со што треба да се согледа дали во законот има одредени негативности. Како што вели Ристевски, мониторингот ќе трае до нова година, па ќе се знае дали треба да има измена на дел од законот или ќе се применува како што е првично изгласан.